Добар ден, криптоентузијасти. Денеска го имаме нормално видеото за Етериум. Со тоа што нормално ова е, не знам веќе кој е видео за Етериум, но официјално ова е второто видео во нашиот напреден курс за истражување на коини и токени, каде што практично го обработуваме повтор пат Етериум со се што се случува моментално во неговиот екосистем и во самиот Етериум проект. Со тоа што ова е дел нормално од овонеделната програма, каде што во текот на утрешниот ден очекувате дека ќе имаме геополитика и криптовести, многу битни вести околу преговорите помеѓу Иран и Мурика, а нормално и се што се случува останато во геополитика и крипто поврзано нормално со цените и движењето нормално на криптовалутите. Така да тоа е во однос на утрешниот ден. Во сабота не заборавајте ќе имаме малку поинаква материја. Тоа е Пиперче Каски, ни гостува Јордан Пиперката на каналот, каде што ќе разговараме за причини за иселување на македонците низ историјата и сега, со акцент на сега. Така да верувам дека саботното издание на нашиот канал дефинитивно нема да сака да го пропуштите на Пиперче Каст. А во недела многу битна тема, тоа е користење на економска саботажа од страна на Мурика, односно како економска саботажа се користи како воено средство, и тоа како два конкретни примери кои што ќе даде малку повеќе акцент, се Венецуела и Иран, кои што се понови примери кои што јасно можеме да ги видиме. Потенцијално овде ќе спомнеме и за Куба, која што моментално ги осеќа, би рекол, нели, истите овие ефекти од економска саботажа. Тоа е во однос со она што го очекуваме во текот на оваа недела. Уште еднаш само на кратко да напоменеме, 29 март доаѓаме во Македонија на најголемиот досега митап во градот на конзулите. Многу пати сме спомнале, значи линк до настанот може да најдете на нашиот Facebook профил, на самиот врв од десната страна, во пинт, така речено, нели, постови, каде што може да видиме офлайн митап во Битола. Биве замолен да го пријавите вашето присуство, за да имаме прилика идеја колку луѓе очекуваме, како што може да видите веќе околу 150 луѓе го пријавиле своето присуство. На тој начин ќе знаеме прилика колку луѓе очекуваме со оглед на фактот дека капацитетот на овој театар во Битола е 400 посетители. Со тоа што сите информации може да ги најдете во самиот пост, заедно со програмата, се што ќе се случува во овој ден. Значи имаме целодневна програма, имаме 5 предавачи, почнува од 11, ќе трае негде околу 5-6 часот попладне, а ова е распоредот за тоа кој ќе ни биде гостин и за што ќе разговара. Уште некои теми ќе треба да додадеме, но за тоа малку подоцна. А денес, како што кажавме, значи главната тема за разговорот денес е уствари анализа на одреден проект, а тоа е нормално денеска Етериум. Како го правиме тоа? Значи бараме од вас да ни дадете кои потенцијално проекти би сакале да ги обработиме. Така работиме до сега, така ќе работиме и од сега па натаму. Со тоа што битно да се напомене е дека до сега обработиме повеќе од 117 различни проекти во текот на овој би рекол циклус. А од сега па натаму ќе почнеме и да обработуваме повтор пат некои од проектите кои што веќе се обработени, за да видиме што се случува со истите, а дополнително на тоа и некои нови проекти нормално. XRP веќе го обработивме, денеска ќе направиме видео за Ethereum, кој што веќе гледате, а во текот на следните денови од сега па натаму, ова се коините кои што треба да се обработат пред да продолжиме со повторно гласење, како што гледате овдека на ваков тип на пост, каде што вие ни кажувате кои коини би сакале да им дадеме приоритет. Од постарите коини дефинитивно треба да го обработиме Пол, односно Матик, каде што сме направиле 2 видеа, но нема соодветно ново видео со соодветен апдейт, така да дефинитивно ќе биде после Ethereum следен Пол за обработка. Додека од коините кои што се нови, а се уште не сме ги обработиле, ми следуваат Astar, Midnight, Flare, Conflux, Telcoin, Trust Wallet, TWT и Centrifuge. Тоа се коините кои што наскоро ќе ги обработиме на нашиот канал. Сега, како ги правиме обработките, како што кажавме, и постари и понови на ваш предлог, а потоа нормално со ваше гласање правиме блокови во кои што овие коини потоа ги обработуваме или во една алткоин недела, каде што обработуваме цела недела алткоини, или пак тоа го правиме, како што гледате, по 1 до 2 коини неделно, зависи како имаме материјал и слободно време. Како правиме анализата, ги одговараме овие 6 групи на прашање, кои што ни даваат оприлика една целосна слика за тоа се што треба да знаеме за овој проект. Повторно, ова е само почетничка анализа, која што ни дава една целосна слика на проектот. Натаму, нормално, доколку ви се допаѓа овој проект, треба сами да ја надградите
и нормално ова не е финансиски совет, вие треба сами да одлучите дали би инвестирале во овој проект или не. Ова е само за да направиме една директорија на македонски јазик за сите коини кои што досега така речено се поголеми по маркет кап и постојат во крипто секторот, а потоа нормално македонците да можат да се запознаат со овие и да одлучат што понатаму. Сите овие коини досега обработени може да ги најдете во плейлистата на анализа на коини и токени на нашиот канал и да погледнете за каков тип на проект станува збор. И како што кажаме, значи нема да ги одговараме групите на прашања по ред, ги одговараме како доаѓа така речено, нели, самото прашање, затоа што секој од овие коини е доста различен. Така да и во оваа ситуација како и секогаш прашуваме првото прашање, потоа ги одговараме како следи самата материја. Првото прашање е апликација и практична примена на коинот, односно дали постојат коини и други проекти во криптосферата кои што се конкуренција и дали постојат апликации од јавниот свет кои што може да го заменат. Од други проекти кои што може да бидат конкуренција, со оглед на фактот дека Ethereum представува Layer 1, смарт контракт компатабилен проект, односно крипто блокчейн, Биткоин не би го оставил овде, не знам зашто постојано го става, останатите како Binance, Solana, Tron, Cardano, сега овдека не знам зашто има толку ставени Layer 1, поголемиот дел од нив не се, но како и да е. Значи Hedera е Layer 1, Avalanche е Layer 1, Toncoin е Layer 1, Sui е Layer 1, така да зборам стварно проекти кои што се Layer 1, некои што имаат 3 апликации на нив. Така да можеме да видиме дека сите овие коини му се нормално конкуренција. Сега можам да заклучам уште еднаш многу битен би рекол момент, дека многу од луѓето кои што се надеваат дека еден коин ќе биде победник, ќе бидат разочарани во иднина според мене. Зошто? Значи, се повеќе и повеќе гледаме дека иднината е мултичейн, односно соработка на повеќе блокчейни во однос на оно што сакаат да го постигнат. Секој од овие клиенти на пазарот кои што користи блокчейн ги користи различни Layer 1 во однос на тоа што му е потребно, дали му е потребно брзина, дали му е потребно приватност, дали му е потребно нормално scalability и така натаму, што значи дека секој од нив си има своји позитивни страни и според тоа нормално секој бира што му одговара за работата која што ја врши. Па така и овде уште еднаш ќе напоменам, значи Ethereum не е најбрзиот, но е дефинитивно најголемиот Layer 1, најразвиениот Layer 1 моментално во целиот крипто сектор. И тоа му дава така речено предноста прв играч на пазарот. Повторно, тоа не значи дека ги победил сите останати коини, напротив, тоа значи дека сега за сега собрал најголема количина на маркет кап во однос на луѓето кои што инвестираат и работат на овој екосистем, на овој проект. Па така моментално Ethereum е втор по големина, иако е 6 пати помал моментално од Биткоин, истиот има 242 милиарди долари маркет кап. Тоа го прави да биде моментално вториот најголем проект и тоа веќе би рекол скоро како е трнато една декада наназад да биде на второ место по големина во целиот крипто свет. Како и да е, пак ќе напоменам, тоа не го прави дека е незаменлив, нормално секој си има позитивни и негативни страни, но пак ќе кажам, во крипто светот се повеќе и повеќе се докажува дека секој бира она што му е потребно. Да, ова би го издвоило како голем проект, нормално, се над 10 милиарди го сметаме за голем проект според нашите нормално проценки. А кога станува збор за дали има апликација од реалниот свет кој што може да го замена, нормално дека не. Кога станува збор за Layer 1, единствена конкуренција се само блокчейн проекти. Не постои друг тип на софтвер надвор од крипто, односно блокчейн, кој што може да ги врши овие, би рекол, дејства, кој што ги прави еден Layer 1 тип на блокчейн кој што е смарт контракт компатабилен. Сега, во однос со тоа, како што веќе кажавме, кој е овој коин и зошто е толку битен, сега ќе поразговараме малку повеќе околу неговата токеномија, односно да видиме што се случува со неговиот блокчейн и зошто е тоа толку битно, односно историски од самиот мерџ, каде што имавме целосна пробеда од Proof of Work во Proof of Stake за вториот по големина блокчейн во нели криптосферата, е екстремно битно и каде моментално стигнал, овдека ќе се надоврземе и со новите апдети кои што моментално следат. Значи, уште од 2022 година ова го следевме јавно на нашиот канал, тоа бе едни од првите работи кои што ги следевме, каде што самиот мерџ го проследивме детално на самиот канал со соодветни анализи, со соодветни видеа и нормално промената на типот на блокчейн на Ethereum од Proof of Work до Proof of Stake. Од овој момент во 2022 година па нааму
веќе имаме сосема различен тип на блокчейн. Proof of Work и понатаму постои, тоа е Ethereum, сега веќе не сум сигурен, мислам дека е Classic, Ethereum C, но како и да е, значи тоа е практично, би рекол, изумрен чейн, иако постои активност, тоа не значи дека нели таму се наоѓа најголемиот дел од маркет капот, од активноста, гледаме дека сето тоа е пренесено на новиот, односно Proof of Stake блокчейн после Merge. Тоа беше една од најдобрите работи кои што досега успеале некои, би рекол, програмери да ги изведат во блокчейн сферата, значи во блокчейн кој што беше во движење, во работа, да успеат да направат промена од Proof of Work во Proof of Stake без да го запрат. Значи тоа беше апсолутно феноменално што успеа да изведат. Дури има една многу интересна анекдота, вели тоа е како да успееш да промениш мотор на кола додека истата се движи по пат без да престане и без нормално да има запирање на брзината или па било каков тип на промена. Значи буквално тоа успеа да го направат. Од еден во друг мотор, како и да е. По промената од Proof of Work во Proof of Stake, нормално веќе направија целосна мапа. Тоа е мапа која што има 6 различни сектори на со тоа што секој од овие сектори што ги гледаме, the merge, the surge, the scourge, the verge, the purge и the splurge, се уствари засебни сектори кои што имаат посебен сегмент кој што ќе го подобруваат од сега па натаму во Ethereum блокчейнот. Каде што the merge ни е, како што можеме да видиме, надгрба и децентрализираност на самиот Proof of Stake механизам, значи тоа што merge успешно беше направен и се промени од Proof of Work во Proof of Stake, не значи дека овдека запре, као што можеме да забележиме дека со секој напреден апгрейд, дополнително се надградуваат одредени сегменти од самиот блокчейн кога станува збор за Proof of Stake делот. Понатаму, the surge е дел од, да речем, самиот Proof of Stake овдека веќе механизам, кој што го надградуваат со цел да се зголеми бројот на трансакции на Ethereum. Овдека нормално е највеќе практично колку повеќе им помагаат на Layer 2-ките, но за тоа малку подоцна, значи практично они се обидуваат да постигнат брзина на Ethereum преку развивање на Layer 2-ките на екосистемот на Ethereum. The Scourge, каде што можеме да видиме дека сега пак ќе кажам, значи секој од ова има различни би рекол сегменти кои што ги на некој начин подобрува, ги надградува. Оние два главни кои што ни се нас да речем најбитни се the merge и the surge. Понатаму како што можеме да забележиме има одредени делови кои што се битни за нас, но како и да генерално секој од овие делови кои што може да го забележиме си има посебен дел внатре во самиот механизам на Ethereum кој што се обидува да подобри одредени сегменти со цел истиот да биде побрз, подобар, подецентрализиран и така натаму. Значи да не навлегуваме премногу во детали, не верувам дека нешто многу би променило, доколку го знаете за тоа, нормално дека многу лесно може ова да го најдете како мапа и да ги разгледате сите овие сегменти и нормално да обрнете малку повеќе внимание еден за еден. Нас не е многу побитно да објасниме каков е моментално генералниот механизам на Ethereum и зошто е толку битно да се внимава на Layer 2-ките, што е нормално поврзано директно со моменталните апдејти. Ова е официјалната страна на Ethereum, ethereum.org/roadmap. За жал, оваа мапа моментално е извадена. Претходно беше оваа мапа таму и можеме да видиме во секој апдейт, како што беа 5, Pectra, Fusaka и така натаму, кои сегменти се подобруваат, кои делови овдека се нормално надградуваат. За жал, тоа е извадено моментално, не сум сигурен зошто, но како и да е. Значи, веќе поминава преку неколку надгрби кои што јавно ги обработивме на нашиот канал, како Dencun, која што е многу битна, за која што ќе спомнеме денес, потоа Pectra, која што беше последната што обработивме заедно со Fusaka. Значи, овие три надгрби веќе ги обработивме на нашиот канал и покажаме што оприлика истите носат на Ethereum. Сега самиот почеток. Значи, уште од моментот кога Ethereum стана Proof of Stake. Иницијалната идеја е за да се подобри, така речено, децентрализираноста и нормално со ова и брзината на самиот блокчейн, да се направи шардинг, односно, наместо да имаме една низа на блокови, која што е стандардна за секој Proof of Stake тип на блокчейн, да имаме неколку различни низи на блокови кои што паралелно една на друга постојат, а се синхронизирани од страна на Beacon Chain. Тоа е главниот чейн, односно основната верзија на Ethereum. Значи, според оно што се очекува понатаму да биде развој на самиот Ethereum, треба да има вкупно 64 вакви шардови, различни типови паралелни типови на блокчейни кои што ќе функционираат паралелно со Beacon Chainот,
каде што Beacon Chain ќе стане практично координатор на секој од овие блокчейни и каде што на некој начин вие ќе може на било кој од овие 64 различни блокчейни да запишете трансакција, а тоа да биде запишано на основниот чейн на Beacon Chain, нормално на Ethereum. Идејата е на тој начин, значи, да имате 64 различни блокчейни кои што процесираат трансакции во исто време, наспроти да треба да чекате на еден блокчейн да биде запишан еден блок. Значи, нормално, кога станува збор за блокчейн, од овде потекнува главниот проблем на bottleneck, односно на така речено да не може да се процесираат многу трансакции во исто време. Секој од овие блокчейни нормално си има блок кој што има одредено време во кое што треба да бидат запишани одредена количина на трансакции, каде што блокот има одредена големина. Што значи дека доколку еден блок е на пример во оваа ситуација 12 секунди, како што тоа е на Ethereum, и еден од овие блокови може да има само 160 килобајти вкупна количина на информации, вие автоматски да речеме дека од тие 160 килобајти може да бидат запишани, пример, 100 трансакции. Тоа значи дека на секој 12 секунди може да бидат процесирани само 100 трансакции автоматски. Тоа е големо ограничување на брзината на еден блокчейн, кој што на себе си има моментално 242 милиарди долари market cap. Замислете колку од овој капитал постојано се движи низ самиот Ethereum. Така, поради тоа, ако имаме 64 различни блокчейни кои што прават во исто време на секој 12 секунди нов блок со по 100 трансакции, пример, ако да речеме дека карикирам, во 160 килобајти може да биде запишани само 100 трансакции, автоматски вие го зголемувате овој true output, односно брзината и големината на трансакции за 64 пати во секој еден блок. Сега зборам во основа како ова треба да функционира. Се уште не сме стигнати ни блиску до ова, зошто? Затоа што првенствено самиот Ethereum како нели фондација и блокчейн одлучи да се фокусира на денкшардинг, односно на секој од овие блокови да му додава дополнителни информации кои што нема да бидат матично за процесирање на Ethereum и запишување во овие блокови, туку ќе бидат за Layer 2 rollups солуциите, односно во Денкун надграбата која што спомнавме на самиот почеток. Значи Денкун надграбата беше првата која што обработивме после марџот и после тоа овде ќе имаше уште една, тоа беше за исто и ова ја обработивме, каде што се зборуваше дека е веќе дозволено нели стейкинг. Како и да е. Зошто е толку битно? Значи после Денкун надграбата се додаде денкшардинг, односно на овие блокови кои што запишуваат на Ethereum блокчейнот да може да се додаваат така наречени blobs. Значи овие blobs кои што моментално овдека можеме да ги забележиме како една од солуциите кои што треба да го забрзаат и поевтинат блокчейнот Ethereum. Зошто го зборам ова, ако се сеќавате во 2021 година, каде што Ethereum се уште не беше стигнат до Proof of Stake, а во исто време имавме огромна количина на, во тоа време беа доста популарни NFTs. Значи, поради тоа што имаше толку многу минтање на NFTs, ние дојдовме во ситуација една трансакција на Ethereum да кошта околу $100, верували или не. Така да поради оваа причина моментално дојдовме во ситуација каде што голем дел од овие трансакции може да бидат реализирани на Layer 2. Тоа се паралелни блокчейни кои што функционираат на екосистемот на Ethereum и своите трансакции ги реализираат преку самиот Ethereum блокчейн, односно користат консензусот на Ethereum, нодовите на Ethereum, валидаторите на Ethereum за да ги процесираат своите трансакции, а ги запишуваат на свој блокчейн. Како го прават тоа? Тоа го прават преку овие така наречени blobs, односно протоденкшардинг беше имплементирано со Ethereum Improvement Proposal 4844, за кој што претходно разговаравме, сега ќе се потсетиме. Идејата е што? На основниот блокчейн на Ethereum, на execution layer-от, да бидат додадени овие така наречени blobs. Тоа се, да речем, дополнителен блок на информации кој што содржи трансакции од Layer 2-ките, кои што се процесираат на самиот Ethereum блокчейн, но истите не се запишуваат на Ethereum блокчейнот, туку служат за да се запишуваат трансакциите на Layer 2-ките. Сега, на овој начин вие практично го користите Ethereum блокчейнот, но вашата апликација функционира на некоја од Layer 2-ките. Многу пати сега сме спомнале некој од овие Layer 2-ки, знаете дека ние во некој од истите сме доста инвестирани, како Optimism и Polygon, во кои што ние моментално се инвестирани, а дополнително дека ги имате и Arbitrum, и Mental и така натаму. Сега, зошто ова толку битно? Погледнете.
Историски гледано, моментално да видиме колку трансакции се процесираат на Ethereum, а колку трансакции се процесираат на Layer 2-ките. Значи, ако забележиме моментално, на 8 до 9 на 8 до 9 февруари, можеме да видиме дека на различни типови на Layer 2-ки, затоа што имате Optimistic Rollups, имате ZK Rollups и така натаму, можеме да забележиме екстремно големи количини. Така, значи моментално на самиот Ethereum се процесираат 33,5 трансакции во секунда, додека на Rollups се процесираат негде околу 2500 трансакции во секунда. Значи гледајте колку е само голема разликата во обемот на трансакции кои што се процесира на Layer 2. Сега, за да видите како тоа изгледа во последните 30 дена, например, ова е нешто ново, до сега го немаше, ова е буквално од 26 јануари, како што успеав да видам, ево 27 јануари е иницирано како Layer 2, до сега го немаше, и ова е нешто ново исто од ноември, но како и да е, што сакам да покажам со ова? Сакам да ви покажам дека моментално, во однос на големината на трансакции кои што биле процесирани во последните 30 дена, во секунда зборувам сега. Значи, да ги изеем овие први три кои што очигледно се доста нови, не сум ни слушнал за нив искрено, на Base Chain кои што е Optimistic Rollup, се процесирани 226 трансакции во секунда во последните 30 дена. На Polygon 190 во секунда, на Starknet 127 и понатаму гледаме многу други. Со тоа што, пак сега, значи, ова е само да ви покажам колку моментално голема улога вршат Layer 2-ките кога станува збор за процесирање на количина на трансакции, несоразмерно поголема од Ethereum, кој што може да процесира, како што може да видите и сами, само 26,8 трансакции во секунда, и тоа е горе-доле секојаш исто. Што значи дека во основата на самиот Ethereum нема промени, има промени во Layer 2-ките. Дополнително, ако погледнеме колку капитал моментално е обезбеден на Layer 2-ките, за разлика од Ethereum, можеме да забележиме дека имаме иста ситуација. Имаме ситуација во која што милиарди долари се обезбедени, односно моментално функционираат на Layer 2-ките. Зошто се зборува обезбедени? Тоа е количина на капитал која што моментално е така речено алоцирана на Layer 2-ките за да работи. Така, дали се тоа апликации, DeFi протоколи и така натаму не е битно. Значи моментално на Arbitrum Layer 2-ката има 16,1 милиарди долари вреден капитал. На Base Chain, кој што е матично Optimism, нормално, има 10, на Optimism 2, и сега натаму гледате малку помали количини, би рекол. И овдека треба да ги спомнам исто така и Polygon, кој што има 3,2, Mental, кој што има 1,2, што значи дека имаме огромна количина на капитал кој што се наоѓа каде? На Layer 2-ките. Значи, многу голем дел од маркет капот и капиталот на Ethereum е уствари алоциран на Layer 2-ките, каде што и функционира. Така да сакам да ви кажам дека моментално се повеќе гледаме дека Layer 2-ките се користат со цел Ethereum да може да функционира. Сега, дека имаме се поголемо и поголемо користење на Ethereum, тоа ни го покажува фактот дека, погледнете го, од неговото почнување, да речем со користење, до моментот кога се повеќе и повеќе почна да се забрзува алокацијата на институциите во однос на real world asset токенизација. Можеме да забележиме екстремно голем раст на трансакциите кои што се процесирани на Ethereum. Нешто незамисливо во времето кога беше Proof of Work. Затоа што 2.700.000 е нешто што не можеме ни да замислиме на таков тип на блокчейн. Но со неговата надграба ние стигнавме во јануари да стигнеме до неверојатни 2.800.000 трансакции во еден ден. Тоа ви кажува дека се повеќе и повеќе расте користењето на овој екосистем, а нормално со тоа и на Layer 2-ките. Без Layer 2-ките овој екосистем едноставно нема да може да функционира. И затоа во последните апдејти, како што веќе покажавме, и во Пектра, и во Фусака, и натаму очекувам дека ќе биде исто, се повеќе и повеќе Ethereum фондацијата, Ethereum проектот се фокусира на надградување на функционалноста на Layer 2-ките, на надградување на начинот на кој што Ethereum ќе им даде уште повеќе сила, уште повеќе, да речем, колаборација, функционалност во однос на основниот блокчейн за да може да функционира. Тоа ви кажува дека се повеќе и повеќе Layer 2-ките стануваат битен фокус на Ethereum. Во иднина, ако најголем дел од трансакциите се фокусираат и процесираат на Layer 2-ките, очигледно истите ќе имаат и солидна вредност. За сега тоа не сме го виделе. Зошто? Затоа што, пак ќе напоменам, ова е тоа што го чекавме.
ние чекавме голем волумен на трансакции. Ние тоа го чекаме уште моментот кога настапи мердж. Зошто го зборувам ова? Затоа што Layer 2-ките се бескорисни ако немаме голема количина на трансакции на Ethereum. А тоа дека ќе имаме голема количина на трансакции на Ethereum е неминовно со оглед на фактот дека поголемиот дел од најголемите финансиски институции во светот моментално се повеќе се фокусираат на real world asset токенизација на Ethereum. Ова не е идеја, гледаме дека е реалност. Ова што гледате овде како оваа количина на трансакции. Зошто би имало 2,8 милиони трансакции во еден ден во јануари, крајот на јануари 2026 година, кога сме во bear market, кога цената на Ethereum е екстремно мала? Тоа значи дека не станува збор за трейдинг, станува збор за нешто друго. Станува збор дека ефикасноста на овој екосистем се повеќе расте. Трансакциите не се поврзани со трейдинг, колку се поврзани со функционирање на економски систем. Тоа ви кажува дека се повеќе и повеќе use case-от на блокчейн од страна на финансиските институции ќе доведе масовна адаптација. Еве го гледаме. Ова не е ритейл. 2,8 милиони трансакции овдека не се ритейл. Ова е нешто друго. Сега ќе навлеземе малку повеќе во вести, да видиме од каде се тоа потекнува и каде се тоа се движи. Првите вести кои што моментално ги вестите ни се дел од апликација, значи моментално од фундаментална анализа. Значи ќе поразговарам малку за новите вести на Ethereum проектот. Во последните два апдейти кои што ги обработувавме, Пектра и Фусака, може да ги погледнете на нашиот канал. Значи имавме практично надградување на блобс, на нивната големина и на количината на блобс кои што може да биде прикачени на еден Ethereum. Тоа моментално гледаме дека и понатаму ќе продолжи, со тоа што за жал се уште немаме точно што ќе биде имплементирано во следните два апдейти, односно од сега понатаму според фондацијата на Ethereum, одлучија дека на годишно ниво ќе бидат имплементирани две надграби, значи два така речено вакви масивни надграби како блокови. Првиот е Glamsterdam, кој што треба да биде негде во текот на првата половина на 2026 година, а вториот е Hegota. Значи ова се нормално комбинација од два града, небитно. Проблемот што е, поради масивната количина на Ethereum Improvement Proposal која што требаше да биде имплементирана во Glamsterdam, моментално имаме промени на тоа што ќе биде имплементирано. Во секој од овие апдейти, значи се бираат овие Ethereum Improvement Proposals кои што ќе бидат имплементирани со цел да не се избрза, да не се претера и на тој начин да имаме прво реална бројка на Improvement Proposals кои што може да бидат имплементирани, второ сите овие proposals, односно предлози треба да бидат компатабилни едни со други и со блокчейнот кој што моментално постои. Затоа има, како што може да видите, повеќе од 6 месеци тест фази, проби пред се тоа да биде имплементирано. Нормално тест фазите се прават на тестнетовите на Ethereum, постојат неколку, постојано ги гасат како направило само Ethereum. И откако се тоа ќе биде имплементирано на тест фазите, тоа го имплементираат и на главниот блокчейн. За жал, се уште немаме информации ниту за првиот апгрейд кој што треба да биде имплементиран. Знаеме дека се прават тестнетови, како што можеме да забележиме, значи веќе има направено тестнет тоест веќе се работи на тестирање на Glamsterdam, на самите паралелни блокчейни кои што се за тестирање, но за жал се уште нема точно прецизирано кои Ethereum Improvement Proposals ќе бидат имплементирани. Нормално, кога ќе испадне самиот апдейт, ние ќе направиме посебно видео. Истото се случува и за Hegota, оно што го знаеме сега, за сега е верувале или не дека до така речено 4 февруари требаше веќе да ги имаат опрека финалните предлози кои што ќе бидат имплементирани во Hegota во втората половина на 2026 година. Информации нема. Јас барав денеска из едниот и за другиот. Има спекулации кои Ethereum Improvement Proposals ќе бидат имплементирани, но нема ништо конкретно и потврдено. Секој од овие нормално одлуки ги носат на ACDC, значи многу добра кратенка, All Core Developer Consensus, значи тоа се составници кои што ги прават сите core девелопери на Ethereum, со цел да одлучат што понатаму ќе биде имплементирано и во кој апдейт. Но сега за сега конкретни информации немаме. Сега конкретно околу другите вести, значи се подсетиме од каде потекнува оваа ситуација на 2,8 милиони трансакции во еден ден. Значи, ова е на 22 јануари извештај од BlackRock.
кој што одлучи дека целата своја Buidl платформа, која што е исклучиво битен сегмент од BlackRock, кој што се посветен на токенизација на реални ствари, односно капитални вредности, е изграден во најголем дел на Ethereum, односно Buidl функционира во најголем дел на Ethereum. Моментално 62 според нивната проценка, 65% од сите токенизирани ствари во светот се на Ethereum. Сега за тоа малку подоцна кога ќе стигнеме до анализа на дополнителни индикатори, но само сакам да ја покажам дека ова моментално што го гледаме, BlackRock, најголемиот assets under management во светот. Не само BlackRock, овдека и Fidelity, овдека и Invesco, овдека и Franklin Templeton, апсолутно сите користат Ethereum во делумна користост за токенизирање на капитални вредности од реалниот свет. Сега ќе поразговараме малку подоцна околу ова, тоа што цело време го зборувам дека не е само Ethereum, дека моментално користат протокол наречен Wormhole со цел да имаме можност за операбилност помеѓу различни типови на блокчейни со цел овој капитал да може да се движи како од Ethereum кон Avalanche, од Avalanche кон Solana, од Solana кон Binance и така натаму, и на тој начин оваа токенизирана маса на капитал да може да се прелева од еден на друг блокчейн, затоа што не секој сака да гради на Ethereum, така. И поради ова Buidl, како што можеме да забележиме, не е само на Ethereum, истата има моментално пристап и до различни блокчейни како што е Avalanche, Aptos, Arbitrum, како Layer 2 на Ethereum и останати, нормално, како што кажеме, преку самиот Wormhole. Сега дополнително, ова е околу, моментот дека навистина Ethereum го проби мразот, би рекол, кога станува збор за токенизација, а сега ќе погледнеме други интересни вести. Значи, ваквото пробивање на мразот доведе огромна количина на компании во светот да почнат да градат на Ethereum првенствено. Да, можеби не им се допаѓа фактот дека станува збор за екстремно јавен блокчейн, значи Ethereum е public блокчейн, не може тоа никој да го промени, но тоа не го менува фактот дека тоа што може да го реализираат на Ethereum. Овдека, како што веќе кажаме, се BlackRock, JP Morgan, како што кажавме, останатите компании кои што имаат Ethereum ETF-и, како што сега зборувам од Assets Under Management, Franklin Templeton и Invesco, а дополнително дека има и други компании како JP Morgan, кој што моментално одлучи својот коин JPM да го лансира паралелно и на, рековме дека матично ќе биде на Canton, но паралелно ќе биде достапен и на Base Chain, кој што е Layer 2 на Optimistic Rollups, солуцијата на Ethereum. Значи дека автоматски се повеќе гледаме дека се користи Ethereum кога станува збор за големите финансиски играчи. Значи се повеќе токенизацијата ќе биде реалност, а нормално Ethereum веќе држи голем дел од оваа реалност во сопствениот екосистем. Затоа малку подоцна. И уште една интересна вест за крај околу делот со вестите, кои што моментално не сме ги споделиле со вас. Во е изјавено од Buterin, буквално денес или вчера, не сум сигурен точно кога, дека една од главните би рекол фокуси на Ethereum и Ethereum фондацијата понатаму ќе биде да се овозможи што може повеќе работа на AI агенти на Ethereum. Зошто? Највеќе затоа што на крајот од денот, ако се создадат соодветни алатки со цел да им се даде потребна нормално приватност која што AI агентите би им била потребна за транзакциите, значи AI агентите дефинитивно, како што многу пати сме разговарале, ќе изберат блокчейн кога станува збор за трансакции наспроти било што друго. Значи на AI агент ни по точка разно нема да му биде логично да транзактира со фиат, да транзактира со кредитни картички. Ако му наложите и нема друг избор, очигледно тоа и ќе го прави. Но доколку се даде избор, тоа што многу пати сме го виделе, AI агентите секогаш бираат блокчейн за било каков тип на трансакции. Во оваа ситуација, според Buterin, градење на Ethereum Artificial General Intelligence, значи ова е General Intelligence се однесува на би рекол многу пософистициран тип на вештачка интелигенција која што има генерален тип на интелигенција, значи може да разликува, може да разбере, може да биде научена, и во оваа ситуација ваков тип се уште не е постигнат. General Intelligence се уште нема постигнато, но идејата што е? Преку овие AI модели да им се даде максимална слобода на потенцијалните агенти кои што ќе бидат градени на Ethereum да може да транзактираат на Ethereum. Дури овдека се спомињаа посебни алатки
кои што ќе бидат градени со цел да се овозможи што може повеќе функционалност и приватност на овие така речено AI агенти да може да функционираат на Ethereum блокчейнот. Ќе видиме во иднина како тоа ќе се развија, но идејата е добра со оглед на фактот дека сите се екстремно фокусирани на AI. И сега дека пред да почнеме со дополнителни инструменти, би сакал на кратко да направиме техничка анализа каде се наоѓа моментално самиот Ethereum блокчейн. Една работа која што може да напоменеме е дека овој не би рекол bull market, туку би рекол овој циклус, успеавме да направиме double top и при тоа да се вратиме назад. Моментално неговата цена, како што можеме да забележиме, е на оваа тренд линија. Многу пати сега сме зборувале, најчесто ваквите масивни тренд линии кои што се формираат со децении, значи истата можеме да забележиме дека од 2017 година и гледаме затварање на овој триаголник моментално овде. Значи се повеќе и повеќе доведува до неизбежниот врв и затварање на оваа триаголна формација и потенцијално нејзино пробивање. Овде очекуваме дека ова ќе биде bull market, за жал тоа не се случи. Фактот не завршува овде, значи ова не е посеен bull market, ова не беше bull market за Ethereum, но она што можеме да забележиме е дека порано или подоцна ова ќе се реализира. Само прашање на време е кога. Ваквата би рекол формација ја видовме и кај Ethereum, и кај XRP, и кај Solana во помала верзија, и кај Zcash, и кај Monero, и не гледам како истата не би се реализирала кога станува збор за Ethereum. Кога ќе биде потенцијалното дно на Ethereum останува да видиме. Сега моментално се наоѓа на многу битна психолошка бариера, односно $2000 е екстремно голема психолошка бариера. Во исто време гледаме дека ова тренд линија која што постои уште од иницијалниот врв реализиран од 2017 година, можеме да видиме дека истата веќе неколку пати била така речено прво дно на bear market од 2022 година, потоа дно на тарифите во април 2025 година и сега моментално дали ќе биде дно останува да видиме, но гледаме дека сега за сега имаме локално дно на оваа тренд линија. Дури и пробивање надолу на оваа формација мене воопште не ме плаши. Кога станува збор за Ethereum, повеќе од јасно ни е на сите дека масовната адаптација на Ethereum е повеќе од загарантирана уште од моментот кога доби собствен ETF, а веќе и во овој момент да не разговараме. Оно што можеме да забележиме е дека сега, за сега, едноставно додека не добиеме bullish сентимент на целиот циклус, очекуваме дека индикаторите понатаму ќе се оладуваат. Со тоа што каде се наоѓа моментално, погледнете го ова, значи RSI на месечно ниво се наоѓа на 43, буквално на дното на претходниот bear market се наоѓа на 42-43, каде што се наоѓаме и сега. Истото може да го забележиме и за дното на 2018 година, дури и многу повисоко бил во тој период RSI. Сток RSI бил на апсолутна нула во тие периоди, сток RSI моментално се наоѓа на 22, значи дека нема нешто многу каде би се движал надолу. Сега за сега гледаме дека максимално индикаторите се во bearish stance, значи сигналот и базичната линија на MACD се во надолна линија, само што пробија под нулата. Претходно гледаме дека во 2018 година на минус 28 направил дно, во 2022 на минус 49. Сега се наоѓаме на минус 9. Така да сакам да ја кажам дека и MACD е негде блиску до потенцијално дно, ако веќе така гледаме. И истото може да го забележиме и за VWAP, односно белиот бран. Како и да е, значи, можеме да видиме дека ако така гледаме на работите, Ethereum е доста препродаден. Значи се движи кон потенцијално дно. Неговата корекција до овој момент е негде околу 60%, а максималната корекција која што ја направи беше негде околу 65%. Што значи дека историски гледано, ако ги споредиме претходните циклуси, 80 во 2020-2021 и овде ќе имаме дури и поголема корекција од 94. Затоа е постојано зборувам, значи не гледајте колку е корекцијата во bear market, погледајте многу повеќе колку е корекцијата во bull market. Дури овој bull market да не бил целосен, значи можеме да забележиме дека корекциите му се драматично големи. Затоа и истиот кој што можеме да забележиме е солидно би рекол додаток на секое портфолио. Да, ние го елиминираме затоа што очекуваме дека почнуваме со bull market, но реално тоа сега за сега не се реализираше. Продолжуваме понатаму, пак ќе напоменам сега да сме во bear market, прашање на време кога ќе реализираме дно, но за тоа многу повеќе се фокусираме на биткоин. Сега кога станува збор за дополнителни во оваа ситуација индикатори, прво ќе погледнеме каква е состојбата со неговите
ETF и spot и futures, нормално како и со дацовите, значи што се случува во делот со фундаментална анализа и со неговите exchange traded funds. Значи може да видиме дека вкупно на Ethereum има 12,5 милиарди долари плюс минус моментално акумулирано од страна на ETF-ите. Да, моментално гледаме дека има доста голем одлив, но пак ќе кажем историски ако погледнете колку бил голем приливот на Ethereum во овие ETF-и, одливот и не е така голем и ова што гледаме е буквално консолидација. Со тоа што пак ќе напоменам, една од главните индикатори кои што ќе ги следиме во иднина за тоа кога потенцијално би почнал bull market е токму тоа. Обновена акумулација на институциите на Ethereum и Bitcoin дефинитивно ќе покаже почетоци на bull market. Сега за сега имаме одлив, не е голем, но е постојан. За жал, сега за сега таква е состојбата кога станува збор за Ethereum. Една многу битна вест која што добивме на крајот на јануари е од Nasdaq, кој што доби одобрение од SEC, Комисијата за хартија од вредност, дека лимитот кој што претходно беше поставен на позициите кои што може да бидат отворени во опции и нивните контракти, односно договори, е отстранет. Што значи дека моментално Bitcoin и Ethereum спаѓаат во би рекол најголемата група на најголеми капитални добра како акциите на Amazon, на Google, на Apple, па така и Ethereum и Bitcoin, во кои што нема граници на тоа колку договори може да бидат подпишани во фьючерси и во оваа ситуација опции. Како и да е, значи нема да регулираме премногу, само сакам да кажем дека ваков тип на ограничување се става на добра кои што се уште не се сметаат за стабилни, созреани. Отстранувањето на ова од страна на Комисијата за хартија од вредност покажува дека Ethereum и Bitcoin се стигнати до ниво на зрелост на пазарот да може да се инвестира во нив од големи играчи во многу големи суми. Дополнително овде дека мора да спомнеме и за дацовите, нема моментално големи придвижувања кога станува збор за Digital Assets Treasury, тоа се компании кои што директно купуваат Ethereum, освен кога станува збор за Bitmain. Bitmain со Том Ли и понатаму продолжува да акумулира како да нема утре. Буквално во вчерашниот ден купиле 40.613 Ethereum. Гледаме дека тоа го прават апсолутно секоја недела. Значи, целта на Том Ли од Bitmain компанијата е да успее да акумулира 5% вкупната количина на Ethereum. Нормално, очигледно, ова е доста, би рекол, голема цел, но гледаме дека и понатаму продолжуваат со исто темпо, без разлика која е цената на Ethereum, без разлика дали е во bull market, така да тоа што го прави Том Ли, тоа што го прави Майкл Сейлор, отприлика го правиме и ние, по многу помала верзија, би рекол, но и понатаму веруваме во овој сектор и понатаму веруваме во иднината на голем дел од проектите, нормално не на сите, и затоа и ние продолжуваме да купуваме и да намалуваме средната вредност на нашите позиции во портфолиото. Дополнително овде како го вративме Ethereum, исто така мора да се спомне, и ќе го надградиме како би рекол хедж во случај овој bear market да отиде уште подолу. Сега за сега пак ќе напоменам Ethereum е многу добра заштита би рекол за придвижување на портфолиото надолу, така да дефинитивно ќе надградиме нашата позиција. Сега дополнително кога станува збор за real world asset токенизација, само секунда, значи веќе и поминавме ETFs и дацовите, сега ќе поразговараме малку повеќе за токеномија повторно, каде што имаме доста што се зборува во однос на дополнителни индикатори. Првата работа што може да забележиме е дека моментално на Ethereum има околу 14,6 милиарди долари токенизирани капитални добра. Станува збор за различен тип на добра, како што можеме да забележиме од стейблкоини, само што сега овде дека стейблкоините не се земаат во предвид, како што може да видите 88 милиарди и 49 милиарди стейблкоини, а ние зборуваме вкупно само 14, така. Значи стейблкоините ако ги извадиме на страна, кои што заедно, како што може да забележиме, имаат околу 130 милиарди долари на Ethereum, се останато можеме да забележиме дека се различни, само да видиме што станува збор. Погледнете, значи американски долг 5 милиарди, ова се ресурси 5 милиарди, приватен кредит 2,4 милиарди, институционални алтернативни фондови 1,2 милиарди, јавни акции 400, значи ова се нели акции на компании 400 милиони, значи долг кој што не е американски од други држави 240 милиони и така натаму. Што значи дека имаме милиарди и милиарди токенизирани на Ethereum. Тоа што го кажа самиот во оваа ситуација
BlackRock, а нормално и го потврдуваат сите останати, со тоа што еве како изгледа вкупно. Значи, вкупно 24 милиарди во светот, токенизирани капитални добра, 14 се наоѓаат на Етериум. Тоа се тие 65% кои што се наоѓаат на Етериум моментално. Значи, дека во оваа категорија сега за сега е неприкосновен шампион. Сега, во однос на токеномијата, одека малку ќе поразговараме, сега зборуваме конкретно токеномија. Знаете дека целата количина на Етериум уште многу одамна е пуштена во циркулација, со тоа што Етериум немаше примајни, истиот беше Proof of Work, а сега, со новиот консензус на Proof of Stake, има одредена инфлација која што на годишно ниво е покриена со брн механизам кој што беше имплементиран. Односно, моментално имаме вкупно 120.692.000 Етериуми на пазарот и гледаме дека голем дел од нив, погледнете, неверојатни, ова е многу добар податок, 36 милиони, тоа е 1/4 од вкупната количина на Етериум е моментално под стейк. Нели, Proof of Stake, значи 1/4 од вкупната количина на Етериум на пазарот е моментално под стейк. Уште подобра информацијата кој ќе видите дека голем дел од оваа количина се наоѓа на нивниот, само дали беше Beacon, како се нарекуваше да го најдам. Не е овде, само секунда. На Beacon Deposit Contract. Значи тоа е договорот во кој што се ставаат етериумите кои што се ставаат по стейк. И на таквиот Beacon Deposit Contract, каде што веќе гледам дека се смета во однос тоа колку капитал е ставен по стейк, имаме околу 77,5 милиарди долари. Значи, во оваа ситуација 36,7 милиони етериуми се уствари 77,5 милиарди долари вреден етериум, кој што моментално е ставен по стейк. И на тој начин го става на апсолутно прво место, според големина на количина која што е ставена по стейк. Еве ги 30% повторно, и овдека може да го видите истото. Сега, овие 30 милиони етериуми не се ставени на 5 валидатори, на 5 нодови, туку се ставени на неверојатни 969,222, значи 969,222 валидатори. Значи имаме скоро 1 милион, верували или не, валидатор нодови на Етериум. Со тоа што да не забораваме дека минималната количина на Етериум која што мора да биде ставена за да имате валидатор нод е 32 Етериум. Што значи дека ова не е мала количина, која ќе помножите 32 Етериум по $2,000, тоа се 64,000 долари е вредноста на еден нод на Етериум моментално, а ние имаме скоро 1 милион. Тоа ви покажува колку само многу капитал има и колку е децентрализирана оваа мрежа. Значи ние имаме 1 милион активни нодови. Активни нодови, замислете, тоа е многу позитивно. Сега кога станува збор за тоа каде се наоѓаат, како што веќе кажавме, и како изгледа токеномијата во однос на инфлација, значи нормално нема да најдеме информации кога станува збор за токеномист, повеќе ќе треба да бараме сами. Како бараме сами? Значи еве како изгледа моменталната состојба на инфлацијата на Етериум. Значи инфлацијата, иако е фиксна, тоа не го менува фактот дека на крајот од денот истата зависи од тоа колку брн имаме моментално на така речено дневно ниво на Етериум, наспроти колку имаме issuance на дневно или годишно ниво, како сакате на Етериум. Моментално на годишно ниво можеме да видиме дека се произведува 859,000 Етериуми, што е фиксно, значи тоа е според дели колку се запишуваат блоковите, на колку време и колку е наградата. За разлика од тоа, можеме да видиме дека 588,000 од овие етериуми според моменталната количина на трансакции е изгорена. Тоа е негде околу 2/3 од вкупната количина на етериум се гори во текот на една година, што е ново изминтан. Зошто е тоа така? Значи со брн механизам кој што беше имплементиран, одредена количина од секоја трансакција на етериум се гори. И можеме да забележиме дека еве како изгледа на пример во оваа ситуација до сега, значи од мрџот до сега биле изминтани скоро 3 милиони се извинувам етериуми, а биле изгорени 2 милиони. Значи 2/3 од вкупната количина на етериум биле изгорени во последните 3 години и 149 дена откако настапи мрџот, односно откако етериум стана Proof of Stake. Сега зошто е ова толку битно? Моменталната инфлација на годишно ниво во овој момент со ваквата поставеност на issuance и burning е 0,22%. Тоа значи дека количината на етериум, бројот на етериуми на годишно ниво расте за 0,22. Ова моментално е прилика како ќе дое слично на тоа кој е моменталната инфлација на биткоин. Да не забораваме дека кога имавме големо користење на етериум,
Тоа е, како што може да видите во оној памп кој што го имавме во текот на 2024 година. Колку повеќе се користи Ethereum, толку повеќе расте burn. Така, значи толку повеќе голем дел од Ethereum кој што се користи за фи се гори. Колку повеќе се гори, толку повеќе го надминува така речено количината на минтинг. Во тој момент ние имавме неверојатни прв пат во историјата на Ethereum скоро минус 0,4% дефлација. Што значи дека колку повеќе се користи Ethereum за фи, толку повеќе имаме burn и толку повеќе наместо да расте количината на Ethereum на крајот од годината, истата ќе се намалува. Ако се намалува, тоа значи дека автоматски вие добивате раст на цената на Ethereum, тоа што има се помалку Ethereum на пазарот. И во оваа ситуација, за жал, поради тоа што во последниот период нема толку голема количина на користење на Ethereum, затоа инфлацијата продолжи да расте. Но ако споредиме, сега ова е многу битен дел, ако симулираме како тоа би изгледало на Proof of Work, можеме да забележиме дека количината на Ethereum до овој момент би била 3,5% поголема од моментот на мерџ, кој што беше во септември 2022 година, наспроти 0,22 со Proof of Stake. Што значи дека драстично се намалил ишуенсот на Ethereum во последните 3 години, баш поради тоа што преминале од Proof of Work во Proof of Stake. И тоа понатаму верувам дека ќе се промени уште повеќе, кога голема количина од овие институции ќе почнат енормна количина на трансакции да процесира на Ethereum, а тоа веќе го гледаме. Ова е само почеток. 2,8 милиони трансакции автоматски предизвикуваат што? Погледнете овде. Предизвикуваат драстично зголемување на burn механизамот, а тоа предизвикува да имаме нормално се помала количина на Ethereum произведени на пазар. Така. Значи тоа допрва ќе го видиме, сега за сега ова е како функционира и се надевам дека ќе продолжи така да функционира во иднина, со оглед на фактот дека burn механизамот никој нема да го чепне сигурно, па ќе кажам ја очекувам дека ќе бидеме во дефлација, само прашање на време е кога. Кога станува збор за DeFi, за разлика од Real World Asset токенизација, DeFi е втора категорија во која што Ethereum е апсолутен шампион. 55,8 милиарди долари моментално се наоѓаат директно на Ethereum екосистемот. Не само на Ethereum, нормално, ова е на различни апликации на Ethereum, значи кој што може да бележите, тоа е на Aave, на Lido Staking, на Ethena, на Binance Stake и на еден куп различни информации, на различни апликации, DeFi, минтачи на стейблкоини и така натаму и на ресурси. Идејата е дека од 55, погледнете го сега, еве како изгледа вкупната количина на DeFi секторот, тоа е моментално 97,2 милиарди долари, во овој момент. Погледнете, поголем дел, значи тоа е околу 55% вкупната количина и повеќе, 60% вкупната количина на капитал, во DeFi секторот се наоѓа на Ethereum. Тоа ви кажува колку Ethereum е незаменлив моментално во криптосекторот и како таков има загарантирана иднина барем за сега. Дополнително, кога станува збор за брзина, нормално дека со неговите 12 трансакции во секунда не може апсолутно да се напреварува со овие би рекол најбрзи блокчейни во светот, но он не може. Неговите Layer 2 дефинитивно можат. На четврто место го имаме Base, кој што е Layer 2, како што кажавме на Optimism, Layer 2-ката Optimism Stack технологијата, 113 трансакции во секунда. Потоа, Polygon, 68-69 трансакции во секунда на 8 место. Arbitrum на 10 место, 62 трансакции во секунда. На 12 место Optimism, 37 трансакции во секунда. Значи можеме да видиме дека Layer 2-ките на Ethereum се буквално во топ 10. Така, и самиот Ethereum на 15 место. Сакам да кажам дека на вистина истиот има доста голема предност со Layer 2-ките да може да се напреварува со најбрзите блокчейни моментално. Кога станува збор за активни юзери, можеме да видиме дека на прво место е Binance. Сега, нормално, дека не заборавајте дека активни юзери на Ethereum се однесува конкретно на самиот Ethereum блокчейн. Гледаме дека моментално се наоѓа на 9-то место во однос на активни юзери. Тоа не го менува фактот дека и понатаму се останато е апсолутен прв, но гледаме дека кога станува збор за активни юзери се наоѓа на 9-то место. Може би дека не се земени Layer 2-ките во превид, не сум сигурен. Тоа не го проверив да ви кажам право. Да, не се земени. Затоа верувам дека и така, затоа што овде значи зборуваме на самиот Ethereum. Но замислете сега првото место има 5 милиони активни юзери, тоа е Binance Chain, така? Но ако ние додадеме моментално Ethereum кој што има скоро 1 милион активни юзери, па потоа пола милион на Polygon, па пола милион на Base,
па 300.000 на Arbitrum, на Unichain нормално исто така на Ethereum, можеме да видиме дека дефинитивно ќе биде прво место, ама овдека по самиот блокчейн гледаме дека е на 9-то место. Кога станува збор за активност на самиот проект во однос на GitHub Suppositories, значи овдека имаме практично голема количина на скрипти кои што се имплементирани на Ethereum Core и на Ethereum екосистемот и гледаме дека нормално е на прво место со оглед на фактот дека има и најголема количина на девелопери и најголем екосистем, нормално е да биде прв, значи не гледам како не би бил, со тоа што многу блиску до него се останатите, како што можеме да забележиме, блокчейни, но како и да е, сега за сега Ethereum е апсолутен шампион во овој дел. Нормално истото е и со девелоперите. И тоа не само на Ethereum, погледнете, значи он има различни девелопери како за Ethereum, така и за Ethereum Virtual машината. Со тоа што погледнете, станува збор за илјадници, че ова е мерак да ве фане, да гледате колку голема количина на девелопери има на Ethereum. И погледнете, на прво место е EVM Stack, значи тоа е Ethereum Virtual машината, со околу 5000 девелопери, на второ место е Ethereum со 3700. Значи они заедно има околу 8000 значи девелопери и потоа доаѓаат сите останати. Значи дека Ethereum е апсолутен шампион во овој дел. Сега одека малку повеќе ќе разговараме околу децентрализацијата. Значи малку е тешко да го разберете овој дел, но не се секирајте, не е страшно, за тоа сме овде и мене ми беше тешко да го најдам. За жал CoinCarp овдека подклекна, значи ги нема информациите за децентрализација како што можеме да забележиме, значи ги нема конкретно според поделеност на нели од топ 100. Што може да забележиме? Може да забележиме голема концентрација на токени на еден новчаник. Нормално ова на прв поглед би било страшно, доколку не утврдите од каде се тоа потекнува. За жал повеќе информации не успеавме да најдеме на CoinMarketCap, не можам да разберам зошто. Овдека нема како на другите коини, значи нема, се извинувам, на Кантон сум променил, се извинувам, но според тоа што гледав преска не успеав да најдам повеќе информации за децентрализацијата, за тоа нели колку волети имаат големи количини на Ethereum. Сега ќе погледнеме, да не случајно сум го промашил тој дел, но според тоа што гледав преска немаше таков податок, но ние успеавме да го најдеме, тоа е нели, па ќе кажам, кога нешто ви интересира ќе си го најдете, посебно со оглед на фактот дека да, немаше, има број на NFT кои што моментално се минтаат, генерално за ETF, за Ethereum, но нема за децентрализацијата. Каде успеавме да најдеме на Etherscan. Etherscan нормално е самиот експлорер на Ethereum и на сите апликации и Layer 2 на Ethereum, чисто знаете. На Etherscan што можеме да забележиме? Слична количина на ова огромна, би рекол, маса на Ethereum кој што се наоѓа на еден новчаник. На што се наоѓа? На Beacon Deposit контрактот. Што е тоа? Представува посебен тип на адреса која што е уствари адресата од која што вие може да ставите стейк и unstake на Ethereum. Што значи дека овие коини што моментално ги гледаме на ова Beacon Deposit контракт, кој што моментално изгледаат доста страшно, кога ќе ги погледнеме вака, е уствари местото каде што луѓето ставаат стейк и unstake на сопствениот Ethereum. Со оглед на фактот дека не сите Ethereum се моментално по стейк, но имаме голема количина на Ethereum кои што се наоѓаат на самата адреса. Како што веќе покажавме, значи ќе дое околу 30% вкупната количина на Ethereum е под стейк, а одека гледаме многу поголема количина која што се наоѓа на самата адреса, но не е под стейк. Истата само се наоѓа на оваа адреса каде што може да се врши стейк. Како и да е, значи ако го изземеме овој контракт, можеме да видиме дека се останато е многу малку за да би можел да направи некоја голема промена на пазарот, посебно со оглед на фактот дека овие големи количини од 1,6 се уствари новчаници кои што се или wrapped верзија на Ethereum, пратена на друг блокчейн, или станува збор за менувачници. Значи, овие количини кои што се по прилика од 0,5 до 1% на Ethereum, се уствари најголем дел од нив или коини на Ethereum кои што се wrapped и пратени на друг блокчейн, или станува збор за менувачници. Така да тоа ве прави, би рекол, постабилни, да не мора се кидате дека најголем дел од, би рекол, овие кои дефинитивно во Ethereum нема да имате проблем. Нема никаков дамп, нема никакви големи новчаници. Едни од поголемите кои што мора да исполнеме, кои што сите ги следат, нормално е, може да ги следите и вие на Arkham Intelligence. Тоа е Ethereum фондацијата која што има околу 349 милиони директно Ethereum-и, зборам в долари вреден Ethereum, или тоа е 172.000 Ethereum-и.
Имаат уште некоја помала количина во Wrapped, како што можеме да забележиме, имаат 21.000 во оваа верзија и околу 10.000 во оваа верзија на Ethereum. И уште еден битен новчаник, а тоа е новчаникот на Виталик Бутерин, кој што апсолутно сите ги следат. Истата ситуација, $450 милиони вреден Ethereum, тоа е 224.000 Ethereum-и, кои што ги поседувам директно, и околу 12.000, 10.000, тоа е нешто друго, но 12.000 во Wrapped верзија. Така да, сакам да напоменам, ова се новчаниците кои што најчесто ги следат, би рекол, големите инвеститори, кога им е страф. Само да видиме дали одговоривме се. Има уште некои прашања, ќе видиме сега дали сме ги одговориле сите. Значи, апликација, дефинитивно одговоривме, зрелост на пазарот и roadmap, нормално тоа беше една од главните теми. Се уште чекаме да видиме кои ќе бидат новите Ethereum Improvement Proposals за следните надградби, за две надградби. Техничка анализа направиме, фундаментална анализа вести, дефинитивно партнерства, ETF-ите се најголеми партнерства моментално. Значи, менувачници на кој е достапен? На сите. Значи, тука нема потреба ни да проверуваме. ETF-и, нормално дека проверивме и датсови, нема кривични судски случаи, не е Ripple, значи нормално Ethereum е заштитен како бела мечка. Токеномија, кога станува зборов дека објасниме за блокчейн, детално, што се случува моментално, како напредува и така натаму, real world asset токенизација, активни девелопери, децентрализација, одговоривме апсолутно се. За крај на секој видео, како и секогаш, би ве замолил доколку не сте, станете дел Patreon заедницата и поддржете нашата работа. Значи, се тоа што го гледате моментално е наменето за македонците и се обидуваме да го надградиме што може повеќе. Наскоро доаѓа и Gamigia 2.0 надградбата, која што моментално ја работиме апсолутно секој ден со нормално програмерот и нашите админи и мајнерот. И пак ќе напоменам, секој од вашите така речено зачленувања не поддржува да продолжиме ова што го работиме уште попрофесионално, уште подобро за сите македонци во светот. Значи, моментално оваа мала чланарина ни помага да ги платиме сите настани, да платиме за админите, да платиме за апсолутно се што е потребно овој канал да продолжи да постои. Во исто време, значи, вие добивате пристап до сите наши групи, каде што може заедно со нашите членови да разменувате искуства, да разменувате знаење, да разменувате нормални информации. Потоа ги имате директните пораки кои што ги одговараме еднаш дневно на нашиот канал, директно до нас нормално. Ги имате лајвстримовите кои што се еднаш месечно и нормално како такви може да не прашате се што ви интересира, јавно разговараме директно со нашите членови, а потоа овие лајвстрими ги објавуваме нормално за целата заедница. И сите офлайн видеа како што е ова, прво го доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и на нашиот канал. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Дополнително, доколку сакате да ја надградите вашата чланарина или да се зачлените на годишно ниво, тоа може да го направите со 30% попуст на годишно ниво од она што би го платиле на Patreon, со тоа што ова се сумите кои што може да ги платите, само пратете ни на cryptogamigia@gmail.com на која адреса ви одговара, на кој блокчейн, може да уплатите, а ние ќе ви пратиме линк за годишна чланарина, да не мора да се мачите преку банки, преку месечни плаќања. Благодарам сите за поддршката, се надевам уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Gamigia. Listen up, class is in session tonight. Crypto Gamigia, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Gamigia, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. Crypto Gamigia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Gamigia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Gamigia, your educational guide through the volatility. Stay right by your side, not financial advice.